Почитувани, пандемијата на коронавирусот не ги запра инфраструктурните градежни активности во општина Прилеп. Напротив, тие продолжуваат со забрзано темпо. Капиталните инвестиции во делот на изградба и реконструкција на патиштата преку јавното претпријатие за државни патишта, Министерството за транспорт и врски и општина Прилеп се на највисоко можно ниво и видливи на секој чекор во Прилеп. За прв пат, откако изграден, после цели 55 години се реконструира регионалниот пат Прилеп-Тополчани-Битола. Асфалтирани се 15,5 км од овој патен правец, поставена е банкина, целосно е завршена сигнализацијата, а во завршна фаза е поставувањето на 600 метри еластична ограда. Паралелно со реконструкцијата на стариот пат за Битола, граѓаните се сведоци на изградба на клучката кај зоната Прилеп, покрај создавањето услови за отворање на нови работни места во развојната зона. Капиталната инвестиција, вредна 6 милиони евра, придонесе за значително подобрување на безбедноста во сообраќајот. Истовремено, на барање на жителите од Мариовскиот крај се врши реконструкција и рехабилитација на патниот правец Лагово-Витолиште, пат кој претходната власт на ДПМН целосно го заборави. Во близина на Прилепската касарна го изградивме ИКТ центарот, објект од стратешко значење за Прилеп и државата, во вредност од 11 милиони евра, а го реконструиравме и патот до Прилепското езеро. Општина Прилеп, предводена од градоначалникот Јовановски, е во силна градежна офанзива и буквално во секој дел од градот и населените места се асфалтираат и реконструираат улици. Нов асфалт е поставен на улиците во населените места Кадино село, Галичани, Ново Лагово, Алинци. А во тек се подготовките за подобрување на патната инфраструктура и во другите населени места. Реконструкцијата на булевард Гоце Делчев се одвива со одличен интензитет. Паралелно со засилено темпо и во рекордни рокови, во секоја населба во Прилеп се асфалтираат нови улици и се рехабилитираат постојните. Граѓаните го препознаваат и поздравуваат нашиот сериозен, одговорен и ефикасен пристап во реализирањето на капиталните инвестиции, идентично како и во справувањето со пандемијата на коронавирусот. Затоа, мицкоски криминалната ДПМН бегаат од избори и од соочување со граѓаните. Благодарам.